Веќе неколку години се работи на нов закон за родова еднаквост. Имено родовата еднаквост досега се третираше со Законот за еднакви можности на мажите и жените во Македонија. Меѓутоа, до што го говорат нашите соговорници во оваа емисија, се работи за закон кој што е доста амбициозен, закон кој што ќе донесе работа за речиси сите министерства во државата. Сега, ако се земе предвид дека во Македонија има поделеност, можеби и не го разбираме доволно она што значи родова еднаквост и она што значи еднаквост на мажите и жените во оваа држава. Родовата еднаквост е еден од столбовите на Европската Унија кон која се стреми да биде дел и Македонија, но често кога ќе се слушне поимот, неминовно со себе носи низа отворени прашања кои под превезот на традиционалното оди до екстремни тврдења за тоа каде е местото на мажот, а каде на жената во нашето општество. Во Македонија 3 до 4 години се работи на нов закон кој би требало да биде имплементиран во повеќе сектори, со цел мажите и жените да имаат не само еднакви можности, туку и еднакви бенефиции. Кога зборуваме за родова еднаквост наспроти еднакви можности, тоа значи дека не ни интересираат само жените и мажите да имаат еднакви можности, него не интересира еднаквоста во резултатите. Не интересира суштествената еднаквост, односно не интересира дали фактички, вистински во животот се еднакви жените и мажите и исто така и луѓето со различни родови идентитети, бидејќи родот не е бинарна категорија, тој не е постојан, тој е променлив, се менува зависно од општеството, од контекстот. Нели, пример за ова, ако порано жените не можеле да гласаат, не смеле да гласаат, тоа не спаѓало во нивната родова улога, сега тоа спаѓа во нивната родова улога. И ред други примери тука можат да се дадат. Така што, да, концептот на родова еднаквост е идеолошка матрица која има поголем потенцијал да доведе до фактичка еднаквост на мажите и жените во сите сфери во општеството, особено земено од аспект на еднаков бенефит од услугите, од правата, од искористувањето на сопствениот потенцијал и така натаму, без да постојат родови стереотипи, родови бариери. Овој закон предвидува целосно нови механизми, родови механизми, многу попрецизно ги регулира мерките за остварување на родовата еднаквост, родова интеграција, предвидува низа на институции и субјекти кои што ќе го спроведуваат законот и дава прилично јасни начини како ќе се следи имплементирањето на законот и како ќе се известува ради обемноста на материјата и ради фактот што сега родовата еднаквост ја крева од ниво на социјална политика. До сега таа е третирана како социјална политика во рамките на МТСП. Ја крева на ниво на централна политика, значи со формирањето на секретаријатот како еден од механизмите, сето тоа придонесува работењето на овој закон да трае толку долго. Она што го прави најавениот нов закон поразличен според Рендаревска и Јадровски е што со него ќе управува директно државата, бидејќи праксата покажа дека досегашниот не ги става мажот и жената на исто рамниште. Носењето на овој закон е особено битно затоа што жените кај нас се уште се ставени во понеповолна положба од мажите, а пред се тука мислам во општествена, политичка, економска, социјална сфера и токму заради тоа неретко се жртви на дискриминаторски третман и вознемирување заради нивниот пол, род и родов идентитет. Во насока на ова тврдење одат и податоците на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација од минатата година, 2022 година. Ние примивме 255 представки, од кои 110 во себе содржа род, пол или родов идентитет како дискриминаторска основа, 40% да кажем од представките, што е прилично голем број, а во 70 мислења во кои што утврдивме дискриминација, 42 пати се спомнува род, пол или родов идентитет како основа врз основа на која сме утврдиле дискриминација. Вака земено можеме да кажеме дека ние имаме проблем со дискриминација на жени врз основа род, пол и родов идентитет. Новиот закон предвидува сериозни реформи во однос на тоа што се вика родова машинерија. Се предвидува секретаријат за родова еднаквост Во рамки на некој во рамки на влада. Како што е секретаријатот за европски прашања, нели, секретаријат во рамки на влада за родова еднаквост, бидејќи овој секретаријат ќе биде под влада, во рамки на влада. И како таков ќе има надлежност да ги
да ги упати останатите министерства да ги извршуваат надлежностите и да го спроведуваат овој закон. Бидејќи досека имавме сектор за еднакви можности во Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа, Министерството за труд и социјална политика не може да му каже на Министерството за земјоделие што да прави. А доколку имаме секретаријат во однос на влада, може да му каже да, ти Министерство за земјоделие имаш проблем во однос на родовата еднаквост во користење на субвенции. Многу мал број жените ги користат субвенциите, мора да донесеш тука мерка квота, например. Процесот сметам дека веќе непотребно долго трае и дека треба во најскор можен рок пред избори да се донесе овој закон. Бидејќи донесувањето на овој закон е навистина само првата најмала работа, наједноставна работа што може власта да направи. Спроведувањето на овој закон ќе биде вистинскиот предизвик. Особено што овој закон навистина бара одвојување на соодветни буџетски средства за негово спроведување и генерално за обезбедување на родовата еднаквост. Навистина е невозможно како досега да се донесуваат вакви закони без да се предвидат финансиски импликации. Да, законот ќе има финансиски импликации и да, треба да има финансиски импликации. Заради тоа што за да го трансформираме општеството, да станеме породово еднакво општество, да, тоа чини одредена сума пари. Дека надминувањето на пречките и недостатоците во ефикасното обезбедување на еднаквост преку зајакнување на положбата и статусот на жената е важна состојка од политиката, потврдуваат за 25 минути од мисијата на ОПСЕ. ОПСЕ препознава дека еднаквите права на жените и мажите и заштитата на нивните човекови права се клучни за демократија, економски развој, безбедност и стабилност. Северна Македонија низ годините има направено напредок во спостувањето законска рамка потребна за обезбедување еднаквост меѓу жените и мажите и за градење механизми за напредок на жените, вклучително и усвоењето на законите за еднакви можности за жените и мажите од 2006 и 2012 година. Го поддржавме Министерството за труд и социјална политика да организира 8 јавни дебати во последните месеци, со цел да им се даде можност на експертите и граѓаните широм земјата да ги искажат своите мислења за нацрт законот за родова еднаквост. Како земја учесничка во ОПСЕ, Северна Македонија има направено политичка заложба за еднаквоста меѓу жените и мажите да биде составен дел од државната политика. Господјо Шиковска, каква е улогата на жената во ромската заедница? Во контекст се разбира на родовата рамноправност. Па сметам дека се уште не е на посакуваното ниво во однос на жената ромка и низината состојба и статус генерално во самата заедница и во општеството, меѓутоа јас, а и граѓанските организации навистина се трудиме и работиме жената ромка да биде што повидлива во однос на статусот во потесното семејство и секако во однос на поголема видливост во делот на политичкиот живот, јавниот живот, општествениот живот. Меѓутоа тоа се процеси кои за жал одат многу споро и потребно е време за да и жената ромка биде повидлива во општеството. Што се однесува до образованието, како сте вие почнувате всушност еве и со вашата пратеничка улога, со мандатот, работите на интегрирање во контекст на образованието на ромските деца. Но кога велам деца, мислам девојчиња. Секако ние во изминатите неколку години можеме да се пофалиме дека навистина потесното семејство не само момчињата, туку и девојчињата ги поддржува во процесот на образование. Ако во минатото нели секојаш предност има момчињата, сега е поинаква сликата. Се повеќе и повеќе девојчиња се присутни од градинките до основното училиште, средното и високото образование. Меѓутоа, за жал, ние се уште имаме деца кои се надвор од системот на образование и секако дека треба многу повеќе да се работи со тие деца. Конкретно зборувам за децата на улица, деца кои немаат своји живеалишта, деца кои се собирачи на секундарни материи и сметам дека навистина тука се потребни одредени системски промени за да нештата се подобрат кога се во прашање децата роми, особено девојчињата. Секако дека
постои се уште простор, се работи со родителите за подигање на свеста за важноста на образованието кај нивните деца и особено девојчињата, затоа што само преку образование може да се надмине сиромаштијата во која се наоѓа ромската заедница генерално. Да, јас имав и своји одредени активности тука во собранието, каде што околу 20 жени од различни профили беа присутни во собранието, ги примивме како пратеници мојата интерпартиска група за поддршка на правата на ромите и комитетот за односи меѓу заедниците, за да директно од самите жени слушнеме со кои се предизвици се соочуваат и на кој начин ние како пратеници и пратенички можеме да им помогнеме, особено во однос на измени и дополнување на одредени закони кои ги таргетираат ранливите категории, во овој случај жената ромка. Жената ромка исто така можеме да ја видиме за жал, како и низ улиците собира секундарни материи за да нормално придонесе кон екзистенција на потесното семејство. Меѓутоа, сепак ќе кажам дека ромската заедница, особено жената ромка, без одредена поддршка, особено во делот на системски решенија, се уште ќе се соочува со одредени предизвици. Кои се тие системски решенија кои вас ви се потребни? И кои ве спречува да ги донесете тие закони за кои говорите? За кои закони станува збор? Не се работи за одредени пречки во однос на носење на закони. Сметам дека системските промени се потребни на генерално ниво, каде што секако ќе ја таргетира и жената ромка. Да речеме, Министерството за труд и социјална политика треба да креира одредени програми каде што ќе ја таргетира повеќе жената ромка. Зошто? Затоа што таа е најранлива, најсиромашна, статусот нејзин се уште е на ниско ниво. Најзагрозена. И токму тука се потребни одредени стратегии и акцијски планови кои ќе ги таргетира жените ромки и особено во однос на Агенцијата за вработување, каде што се потребни посебни мерки во однос на жената ромка. Зошто? Затоа што нивото на образование на одредена таргет група кај жените се уште не е на посакуваното ниво и преку доквалификација, преквалификација и вклучување во тие оперативни мерки ќе придонесе и жената ромка да биде независна, да може да заработува за себе и за семејството и да не биде постојано зависна од нејзиниот сопруг. Затоа велам, потребни се посебни програми, потребна е стратегија и акцијски планови, каде што во континуитет ќе се работи во однос на вклученост на жените ромки, дали во одредени институции да бидат вработени, а сепак е многу потребно да Министерството за труд и социјална политика ги искреира тие програми, мерки, во соработка со Агенцијата за вработување, да може секако и жената го најде местото во општество. Сте имале ли средба со министерката за труд Тренчовска за ова, но не само средба, знаете, не само дебата? Јас со министерката имав неколку средби каде што таргетирав одредени предизвици и проблеми кои се однесуваат на децата роми на улица, бездомништвото и секако жената ромка. Ние скоро ми се чини имавме еден настан, биди јака, биди храбра, кампањата што се однесуваше на жените генерално, и министерката имаше можност заедно со мене директно да се сретне во Центарот за социјално предприемништво, да се сретне со една група на жени со различен социјален статус, за да самата ги слушне нивните предизвици и соодветно на она што тие побараа се направат одредени активности. Се согласувам. Што побараа? Што точно побараа? Па жените преди се, поголемиот дел од нив беа се уште без граѓански статус. Се уште не се регистрирани во матична книга на родени, немаат лични карти. Имавме жени кои немаат своји живеалишта, жени кои се бездомни и побараа тој проблем да се реши со одредени активности
и конкретни мерки за да можат тие луѓе да дојдат до социјален стан, до одредено живеалиште, каде што ќе живеат достоинствено, а децата нивни ќе бидат вклучени во образовниот процес. Ние таргетираме, ние ги отвараме проблемите, меѓутоа се согласувам со вас дека не се доволно само средби, ако нема после тие средби одредени активности. И јас постојано сум упорна и постојано подсетувам на тие предизвици. И се надевам дека навистина ќе се направи нешто по-конкретно, повидливо, дека тие семејства што во моментот само во Скопје ги имаме некаде околу 100, каде што немаат каде да живеат, дека Министерството за труд и социјална политика и Министерството за транспорт ќе направат одредени активности. Јас зборував скоро и со Министерот за транспорт и врски да се направи една социјална зграда во Шуторизари, каде што тие семејства ќе можат да живеат достоинствен живот, затоа што поголемиот број од нив се жители, граѓани на општина Шуторизари. Во однос на овие лица кои се уште не се евидентирани во матичната книга на родени, ние претходно имавме закони за истите лица, каде што овие лица беа регистрирани во посебна матична книга на родени и нема оригинален матичен број како и сите други граѓани во нашата држава. Така да сега сме во подготовка на амандмани кои ќе понудат системско решение за овие 700 лица и преку Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците веќе ги разгледавме и ги финализиравме овие амандмани и очекувам на седницата која треба да се одржи во 10 мај да се најде на дневниот ред на собрание, каде што истиот ќе биде образложен и потоа Комисијата за политички систем ќе дискутира во однос на овие системски амандмани кои ќе нудат трајно решение за овие лица и сите овие што до сега не се регистрирани, а се во базата и имаат одредени прашалници кои ги води Управата за водење на матични книги на родени, сите тие ќе може да се стекнат со редовен извод на родени, со редовен матичен број и истите тие системот ќе ги препознава и истите тие лица ќе имаат право на образование, здравство, социјална заштита и сите оние бенефиции кои ги ужива секој еден наш граѓанин во нашата држава. Што се однесува до каква е стапката на насилството кон жените ромки? Па за жал, генерално јас би рекла дека во нашата држава се уште присутно семејното насилство и секако дека ние сите работиме во однос на превенирање и смалување на тоа семејно насилство. Да, го има семејното насилство и во ромската заедница и жените ромки се таргет. Бараат ли помош од државата? Секако дека помошта фактички тие ја бараат преку невладините организации кои работат на локално ниво со жените ромки и секако тие ја пренесуваат информацијата во однос на случувањата во делот на семејно насилство заедно со надлежните институции, преди се Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа сметам дека жената ромка се уште не е доволна храбра и гласна за да проговори отворено во однос на семејното насилство. И зошто е тоа така? Бидејќи таа не е независна, затоа што зависи од потесното семејство. Не е вработена, нема своји примања, има да речеме деца во просек да речеме 4 до 5 деца и не секогаш е лесно да се проговори гласно дека нешто се случува во тоа семејство и дека можеби таа трпи семејно насилство и други форми на насилство. Мислам дека генерално најголемиот проблем е тоа што таа нема каде да оди, не е вработена, се грижи за децата по тесното семејство и едноставно се случува да го трпи тоа семејно насилство, но секако дека ние тука работиме во подигање на свеста кај жените од ранливата група со акцент ставен на ромките, за да се охрабрат, да пријават и сето тоа да оди во постапка, во процес. Може би од мој агол е лесно тоа да го кажам,
Меѓутоа, ако не се ја прашате, сигурно дека би размислувала два пати, а особено што се уште довербата кон надлежните институции не е доволно голема во однос на заштита, доколку би пријавила. Со тоа значи дека многу малку пријавуваат или воопшто. Проблемот останува со невработеноста и зависноста од... Секако грижата за децата, невработеноста си го прави своето, но тоа не значи дека треба да молчи. Напротив, пак ќе кажам дека и јас сум постојано на терен, имам соработка со граѓанските организации кои работат во однос на семејно базирано насилство и дека се држат одредени работилници за јакнување на жените генерално и жените ромки. Меѓутоа, кога ќе дојде моментот да се одлучи да го пријави насилството, мислам дека тука е најтешкиот момент, но ете ги охрабрувам сите жени, вклучително и жените ромки, без разлика на се, да се охрабрат и да го пријават насилството доколку го трпат. Добро, јас благодарам за ова интервју, господја Шиковска. И јас ви благодарам на вашиот интерес денес да направиме интервју. I think it is important to look at this issue from the perspective of inequality. We have inherited from the past decades and past centuries very negative practices when it comes to the way men and women and other minorities are treated, and that is where we should start to look at the problem as well as the solution. Historically, women and other gender minorities have been subjected to violence, to unequal treatment in employment, in education, and in any other sphere of life. More importantly, women have historically been less represented in positions of power and positions of responsibility. And even when they have been promoted to such positions, they still had to hold the fort when it comes to the home, still being the primary caretakers, still being the housewives, and doing all the things that traditionally a woman is expected to do at the home. So we should look at gender equality as an effort to make society fairer, to make society more just for women and for all other minorities who would benefit from a law that does nothing else but make the quality of life of people much better. So I think that in this regard, it's important for those who are concerned, who are worried that this law might create some injustice in society. Can you please clarify what kind of injustice would that be? Because I personally do not see any such injustice. I only see better access to legal services, to employment services, better access in every other sphere of life. And if we look particularly at marginalized communities or people whose gender identities does not match that at birth, we should understand that this is a very small minority in society whose lives are at the moment extremely difficult because of a lack of legal recognition, which makes their life difficult on very, very pragmatic and daily basis. They cannot go to open a bank account, they cannot look for unemployment, they cannot travel with their documentation normally, they cannot just get on a plane like the rest of us do. So we should look at this issue pragmatically, but also from a position of empathy, to understand that gender equality legislation is important because it improves the quality of the lives of so many people. So we should do nothing else but just embrace and support such a positive change.